Паркови обраснати со треве и трње, расфрлан смет, неизмиени улици и тротоари. Ваква е моменталната слика во Тетово на јавните површини. Тетовци велат дека хигиената е на многу ниско ниво, граѓаните се помалку совесни, а надлежните не ја одржуваат чистотата и зеленилото како што треба. Што е прљаво? Нема што правиме тоа. Вие сами го видите каква е. Хигиената на нула. Све ѓубре, све растурено. Покрај контейнерите највише се бере. Од паркови и зеленило велат дека во рамки на нивните можности си ја вршат работата. За целиот град се грижат вкупно 8 работници, што е недоволно задржување на зеленилото, велат од ова јавно предпријатие. Недостиг на работна сила има и во секторот комунална хигиена, каде особено за време на предизборниот период се ангажираат и сезонски работници за чистење на градот. За разлика од ова предпријатие, ЈП Паркинзи, кој одржува само 2 затворени паркинзи и 3 улици каде е воведено зонско паркирање, има вработено 64 лица. И општина Тетово е превработена. Дел од административците или ништо не работат или седат дома и земаат плата. Експертите велат дека градот мора да започне да размислува да го зголеми кадарот во дел од јавните предпријатија, со оглед на состојбата во која се наоѓа хигиената и зеленилото. Тоа може да се постигне со прераспределба на општинската администрација тамо каде што има потреба, но постојат и други начини, вели универзитетскиот професор Хасан Јашари. Че треба државата сериозно да се позабави со проблемот на вработувањето на луѓето кај што има потреба. Вклучувајќи ги и сезонските работници, вклучувајќи ги и луѓето кои седат, примат плата, а немат работа. Во западните земји токму во овој фонд на луѓе, на хуман капитал, се наоѓа начин тие да се организираат кај што има потреба, например, во одржувањето на човековата околина, парковите, зеленилата, заштитата на така природното и културното наследство и друго. Градоначалничката на Тетово, Теута Арифи, потврди дека во дел од јавните предпријатија има недостиг на кадар. Истиот ќе се пополни пред се со лица кои сега се вработени во општинската администрација. Се повеќе ни требаат делот кои ни се услугите да го зајакнеме, размислуваме и за тоа. Зашо прераспределба нови вработувања? Прераспределба повеќе, прераспределба пошто имаме огромна администрација. До сега од општина Тетово немаа дадено конкретна бројка колку лица се вработени во општинската администрација. Во претходниот мандат, кога Арифи дојде на власт пред 5 години, рече дека општина Тетово е превработена со бројка од околу 500 лица. Во меѓувреме во локалната самоуправа за време на првиот и вториот мандат на Арифи, бројката на вработени во гломазна